Добри дојде на подкаст од Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во ова подкаст епизода ќе обработам темата дали е подобро да се слуша јазикот секој ден помалку или еден ден по неколку часа. Учениците кои го практикуваат активното слушање како еден од начините за подобро усовршување на македонскиот јазик ми доаѓаат со ова прашање. Ако не си ја слушнала епизодата број 2, активно слушање на јазикот, те поканувам да ја слушнеш. Там зборувам за активното слушање на јазикот и како тоа се практицира. А активното слушање ќе ти покаже еден нов начин на учење и усовршување на јазикот, а доколку имаш силна волја и да го научиш македонскиот јазик и да го усовршиш, тогаш навистина треба да го практицираш овој начин на слушање на јазикот. Но она што се случува е кога учениците веќе некое време го слушаат македонскиот јазик и го практицираат активното слушање, ви доаѓаат со нови сет прашања. Секако тоа е нормално, кога ќе поминеме од едно ниво на познато и убав ќе го усовршиме јазикот, во животот доаѓаме на едно друго ниво и ни се јавуваат нови сет прашања на кои бараме одговор. Доколку и ти го слушаш македонскиот јазик, сакам да ти честитам и да ти кажам, браво, само така продолжи. Но доколку и ти, како и моите останати ученици, си го поставуваш прашањето, што е подобро да се практикува, слушањето помалку секој ден или слушањето на неколку часа еден ден. Секако е дека, ако сакаш да имаш подобри резултати, со минимум вложен труд, сите го сакаме тоа. Нашиот мозок е така концепиран да троши минимум енергија и да очекува максимум резултати. Тоа е одлика на секој човеково битие на планета. Или пак можеби сакаш што побрзо да стигнеш до целта. А доколку твојата цел е усовршување на македонскиот јазик, со крајна цел на подобро зборување, остани до крајот на оваа епизода и дознај зошто советувам јазикот да се слуша секој ден помалку, отколку еден ден по неколку часа. Мој совет е подобро да се слуша јазикот секој ден помалку, отколку еден ден да земеш да слушаш 4 часа на македонски јазик. Зошто? Бидејќи ова се има покажано како подобра метода во усовршување на некоја вештина, па и на јазикот. Нашиот мозок е така концепиран да направи долготрајна меморија во нашиот мозок, кога некоја вештина се обидуваме да ја усовршиме така што ќе ја практикуваме секој ден помалку. Кога мозокот ќе добие голема количина на информации во еден ден, тешко ги процесуира и абсорбира. Не е во можност да ги запомни сите информации, па така не е во можност да направи подолготрајна меморија. Тоа е исто кога се обидуваме во чаша од 200 мл да ја наполниме одеднаш со вода и тоа со голема брзина. Што ќе забележиш? Дека водата воопшто нема да стане во чашата и на крајот чашата ќе биде нема да биде полна со вода, толку полуполна или полупразна. Истото се случува и со нашиот мозок кога учиме нов јазик или усовршуваме некоја друга вештина. Тука всушност е потребно да се направи навика. Ваквиот начин на усовршување на некоја вештина ќе даде подобри и подолготрајни резултати. Најновите истражувања имаат покажано дека е потребно дури 9 месеци да се практикува нешто за да ти стане навик. Претходно тоа се сметаше 6 недели, но најновите истражувања кажуваат поинаку. Ако навистина сакаш да го научиш македонскиот јазик, а не да го заборавиш веќе следниот месец и година, подобро е да го слушаш секој ден помалку. Сега доаѓаме до прашањето колку е тоа малку. Тоа е мој израз кога велам малку, бидејќи сакам да ја потенцирам важноста колку е важно јазикот да се слуша секој ден. Може да биде 10 минути, може да биде и 30 минути. Подобри резултати ќе имаш ако го слушаш еден час. Затоа и ги креирам овие подкаст епизоди од 10 минути, за да не ти бидат изговор дека за слушање на македонскиот јазик ти треба 2 часа секој ден. Или едноставно не си во можност тоа реално и да го оствариш. Секоја од епизодите е околу 10 минути и исто така можеш да ја вклопиш во твојот густ распоред на обврски. Учењето и усовршувањето на јазикот
ќе се обидам да ти го представам преку жбањето. Моето прашање е, дали доколку сакаш да ја намалиш телесната маса, да си во добра форма, одиш еден ден во теретана и вежбаш 3 сати? Секако дека не. Туку имаш неколку тренинзи неделно. Или пак доколку си како мене, може би вежбаш дома по 30 минути дневно. Секако дека не одиш еден ден да вежбаш 3 сати и веќе нема да вежбаш повеќе овој месец или оваа година. Една книга која е добра за усовршување на навики и воведување на нови е Атомски навики од Джеймс Клир. Моја топла препорека за оваа книга. Джеймс во оваа книга ти кажува што да работиш доколку имаш желба некоја нова навика да воведеш во твојот живот. Без разлика дали се работи за тоа да вежбаш, да се храниш здраво или да учиш нов јазик. Тој вели дека за воведување на нова навика потребно е новата навика да се врзе со некоја стара навика која работиме по автоматизам, или пак една друга идеја е кога сакаме да воведеме некоја нова навика во животот и да смислиме некоја награда кога ќе завршиме со практицирањето на таа нова навика. Тој вели дека тогаш ќе имаме поголема мотивација да ја воведеме тоа нова навика, бидејќи нашиот мозок се радува на наградата која после ни следува, така да кажем, наградата која сме ја заслужиле, бидејќи сме ја одработиле таа навика. Ова се само предлози. Секако, ако сакаш да дознаеш повеќе, ти препорачувам да ја прочиташ книгава или да ја слушаш во аудио форма. Што се однесува за учењето и совршувањето на јазикот, повеќе ја научиш ако посветиш повеќе денови, помалку време, мозокот ќе има време да се навигне на јазикот, да ги складира непознатите зборови, да ги запомни непознатите изрази или изразите кои се користат само во тој јазик. Едноставно, така тоа функционира. Но не можеш да имаш добро знање на јазикот ако денеска отслушаш 3 песни и во следниот месец воопшто не го слушаш јазикот. Мислам, тоа нема да се случи. Или ако денеска прочиташ 3 текста и до следната година ништо. Навистина е така. Истрајноста и доследноста се клучот во изучувањето на јазикот. За истрајност и доследноста ќе зборувам во една посебна епизода, а доколку ти е потребна помош и сакаш јас да ти помогнам со лесно да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода и закажи бесплатни консултации да видиме како можам да ти помогнам. Многу се радувам да те запознаам и те поздравувам до следното слушање.